поддржано од Simpex. Нова епизода, добре дојдовте. Еве пак сме со кумбата денес заедно. Денес имаме емисија за музика. Многу сакаме емисии за музика да имаме, не ни е прва, нема да ни биде ни последна, но денес ни е посебно драго што конечно со нашиот денешен гостин не се натегавме, туку едноставно е многу зафатен. Значи многу зафатен, се работи за виртуоз на кларинет, влюбеник и заштитник на македонската традиционална музика, секогаш насмеан и секогаш со својот инструмент, скромен, со големо срце. Тој е нашиот маестро Благојче Трајковски. Добре ни дојде, Благојче. Добро ве најдов, стварно ми е драго многу што се најдовме конечно, најдовме време, се синхронизиравме да се видиме и што ќе си споделиме вака. Да, знаеш што ми беше посебно драго? Кога ти реков за гостување во емисија, првиот твој одговор беше со задоволство. И то се препознава колку е искрено. Дека сакаш да Нема никакво камуфлирање, нема никакви Да, оти обично немам време е најлесниот одговор да откачиш некој, сите немаме време. Не речени не можам Браво. сега утре после јануари декември со задоволство. Кажи ми кога, му кажав кога и беше супер. Мило ми е што се погодија коските така што сакав Милани да те кикнеме ние, ама Лани така малце ни беше турбулентно, експериментално да речем со емисијата. тера ми во експерименти, Во експерименти тераш, се знаеме многу одамна и со мене и со кумбата, значи ние сме одамна пријатели. Баш заради тоа и тоа е додатно задоволство плюс што со луѓе со кои што се знам години да си споделуваме вака позитивни моменти. Што е интересно, што кога одиме негде на свадба, кога ми речат за насвадба, не спрашувам кој свири, се ако се Фонтана, дека јас не ги сакам другите бендови, ги сакам сите, но Фонтана ми е посебно драга, затоа што ве познавам сите. А тебе кога ќе те видам начело со кларинетот, насмеан, весел, со енергија, со љубов, со желба, уште полови. Стало си врвиме. После некоја сериозна бројка на свадби уште се смеете. Да. Браво. Да. Види, од една страна тоа е составен дел на професијата да мораш да бидеш позитивен. Да. Иако нормално животот носи разноразни ситуации, ама пак кај мене едноставно ми е така наместена работата да ева како ќе ве видам луѓе кои што ми сте драги, пошто јас битола, моето идење битола ми е генерално за свадбите. И мене ми е супер кога ќе во еден викенд видам Да, поќе илјада и кусур луѓе, насмеани, весели сите, се држи тоа во една супер позитивна состојба и тоа е на некој начин благодетот од тој дел од професијата. Немам да те замислам без кларинетот, сега не го носиш денес, него нормално. Не сме на свадба, на емисија сме. Не беше проблем, Али најлесна работа. кога помислам Благојче, на само кларинетот. Како да сте не брат и сестра, како маж и жена сте со кларинетот. Не сте браќи, да. Ајде да почнеме. Мора малце назад да се вратам, што има некои интересни работи според мене што сакавме да ја кажеме. Тоа е дека ти почна во музичкото ниже училиште, најпрво со твоето музичко образование и запиша одбра пијано. Арно ама, како што имаше во интервју пишано првите 2 години се рекреативни, мене она што ме заинтересира е на таткото и реакцијата, изјавата во врска со кларинетот. А тоа беше, кога го прашвале, али ти ќе бидеш кларинетист кога се запише на училиште, таткото им велел, нема да биде, мене кларинетот ме измачи во животот. И сега многу ме интересира да споделиш со нас што му значеше тоа ме измачи во животот. Макар да чумуваш. Да. Абе види интересно, интересен беше патот мој. Е познат Така. музичка фамилија. Така, секако. Како професионален музичар, нормално тој ген е поттикот за да се занимавам јас со музика. Ама некако кларинетот како мал не ме привлече воопшто. Како да кажам. И немав притисок од дома дека ти треба музичар да бидеш или не знам што, некако спонтано си одеа сите работи што фала Богу така треба да биде секаде. Многу е зафркнато кога родителот ќе
ќе инсистира и форсира некои такви работи. Не. Зошто беше измачен? Татко ми своевремено некако многу од желбите како млад и перспективен музичар кој што ги имаше на времето некако не му се реализира. Живееме во едно интересно поднебје со интересни луѓе, со интересни карактери и самите вие сигурно си го имате осетено тоа дека кога веќе напредуваш во професијата, најчесто ти се затвараат вратите. Најчесто ги добиваш тие удари и сега ти треба да си спремен, треба да си мангуп на некој начин да пливаш под таквите матни води. Ете, татко ми не беше некој мангуп, па многу од ситуациите, да речем, не му се исполнија сето она што го размислуваш и што го имаше како желба и на некој начин заради тоа најверојатно му беше тоа кажано дека сепак кларинетот некако кога што му даде задоволство, му даде малку и такви важни моменти, да речем. Пошто навистина беше, како да кажам, навистина беше сериозно перспективен во неговиот живот. Тој беше првиот образован кларинетист кој што ја донесе македонската традиционална музика на многу повисоко ниво од она што беше представена претходно. Го имаше и денес го има и единствениот човек кој што го има целиот македонски идентитет во него. Кога ќе го слушнеш, знаеш дека тука не да мириса, смрди на Македонија. И во тоа време како студент уште кога отишол на факултет се издвојувал со целата таа работа, арнама кој ќе си од страна, кој ќе си од друг град, кој ќе немаш позади себе, кој да те турка, кој ќе немаш педигре со такво ниво, е многу зафркнато да можеш да си го трасираш патот. Ти знаеш кај нас одма, влегуваш во рингот и те боксуваат од сите страни, ако се одбраниш. Денес мислам дека уште се чувствува ако си од страна од негде ојден во Скопје, малце дефинитивно. Секаде е тоа така, на целиот Балкан тоа така функционира. Јас денес го живеам тоа, иако сум 25 години во Скопје. Поголемиот дел од животот го поминав таму со лична карта, со вработување таму, со сите работи. Сепак јас мислам дека татко ти на крај и успеал со кларинето. Секако. Колку преку него, толку и преку тебе. Нема збор за тоа. Без форсирање си продолжил. Го остави тоа. 40 години беше дел од Пелагониски бисери, легендарната група овде во Битола, која што во однос на ова што претходно го правевме муавет, свадбите, веселбите и сите тие работи неприкосновени до ден денешен. Од друга страна со многу снимен материјал, многу албуми, живее во едно друго време кај што многу се креираше музика и беше тоа поттик и реализира многу турнеи, патувања Австралија, Америка и низ Европа тука и да речам си се реализира комотно во однос на сето она што си го имаше некако замислено, ама покрај тие замисли имаше и други некои уште поголеми, ама за нив ми падна мене. Терето, парето ти падна. Терето, така да јас ги реализирам добар дел од работите сега кои што тој ги немаше реализирано. И ми беше муавет сега да се навратам малку назад. Второ одделение бев, тоа беше некаде 90-та година. И дојде некој од наставниците од нижото музичко да ни презентира, јас во Ѓорѓи Сугарев учев тука во нашата школа, да ни презентира нешто музичко, кој сака да се запише. Одам дома, викам, дојде некоја наставничка, ни кажа неколку работи, кој сака да се запише нижо музичко. Не ме притисна. Ако сакаш, вика, оди, ако не, ништо страшно. Поубаво да леме. И ајде, реков, ќе одам, имав другарчиња, некој друго трето. И тотално така, без некој елан посебен, некоја желба, не знам што да се докажувам, покажувам. И појдов, некој пријамен испит, аудиција, сето тоа. Поминавме на што сакаш да свириш? Па не знам на што сакам да свирам. Па вика има клавир и виолин. Са виолина си, кој ќе се матка со таа виолината, нешто ќе клавир. Почнав клавир, нешто таква работа. Татјана Волчевска ми беше првата наставничка. После тоа се префрлив последна година кај Љубица Христова. Почнав со клавирот, добро ми одеше, окей, сето тоа се прилагодив, ама се некако уче за фудбал бев се интересиран. Ментов во фудбал. А и
интересираше надвор да видам со другарчињата да си играм, знаеш, музиката бара жртва и во на најмали години бара жртва, не можеш да се посветиш ако некако треба да го трасираш патот посериозно. Ма не бев некако заинтересиран и си врви времето, јас веќе раснав, ама некако навлегувам во музиката, веќе природно. И се поставија работа. И тоа што викаш првите 2-3 години рекреативно и стварно беше така, рекреативно. Не лесно ми беше да совладам тоа што ми требаше како Тоа е битно, материјал. ти ноти, солфеж или ќе те уплашат или ќе те заинтересират. Добро и полека стигнав до 8 одделение веќе да завршам со. Ова татко ми среќен некако дека јас со кларинетот не си фаќам работа во сето тоа и не можам да опишам како тоа се случи. Впрочем, како преку ноќ ми се сменија работите, да јас речем сакам да свирам кларинет. За тоа 8 одделение, пубертетлија, знаеш како ти работи организмот на тројка, да. И јас викам, беше полемизирањето дали се да нешто со пијаното да влезам посериозно или да одам на наставно-теоретски одсек, да не треба многу да се занимавам со инструментот. Некако реков, ајде, теоретски одсек можда добро, ќе видиме после ако нешто излези како некои други опции. Така горе-долу беше целото тоа направено. И јас му викам на татко ми, слушај, јас му викам кларинет веќе свирам. Се тој се смее, седи, вика, завршена е таа приказна, не си игра играчки, готово, нема што да правиме мове, не. Да. Самерен си. Не, му викам, јас. Тоа го зацртав некако таа работа. Биди. Како ќе биди се, стар си ми, вика, како да ти кажам. Гледаш, деца, вика, има веќе се виртуози, свират, како в кларинет не си игра играчки, уште 15 години ти имаш за 2-3 месеци, вика, тоа беше април месец, крајот на 8. Значи тоа е како во спортот, веќе си стар на 15 за музика. Ама така, и други времењаци сега децата почнуваат многу мали нозе и е специфично се тоа брзо напредуваат, се многу поинако од колку порано. Лесно достапно. И сега веќе се разгори таа дискусијата, веќе стана во еден вербален сукоп, да речам, дека ќе има недоразбирања, зашто тој упорен, јас упорен. И како го веде? Со кавги, како да кажам. Види, интересно е тоа што на секој што му спомнав, секој го имаше истото мислење. Немав ни една поддршка. Ни една од никој, воопшто. Значи, и сите луѓе со најдобра намера. Сум и јас, да сум бил на нивната страна, тоа истото ќе го мислев. Од денешна гледна точка исто го гледаш така, дека не би поддржал? Ќе ти кажам во однос на таа работа, не би поддржал, немам толку доверба во некој за да го поддржам. Затоа што тоа што јас го направив после тоа беше стварно мачно на некој начин. Беше тешко, беше тежок проект сето тоа, не само за мене, и за останатите луѓе околу мене. И ајде тука плачки, кавги, сето тоа, јас разлипан целиот, расплачен, голем маш, плачи дома се, и се нервира, стоја дома, чекај, вика, пади кларинетот. Дај, вика, да те видам, вака, шо сурат ќе бидиш со кларинет, да се видам. Расплачен целиот со кларинетот, абе немав ни дувнато до тоа. И сега, вика, сега што да му се јавам на професорот, на Пандета Талчевски, покоен, да му се јавам, ама шо дека ќе му се јавам, вика, се ќе му се јавам, ајде да почнуваме кларинет, да свиреме, ти имаш 15 години. Му се јавува, немам телефон, шопрешка, копреш, да. Шопрешка, копреш, вака и вака. Абе, вика, ник ни го гледавме, професорот од друга страна, ник не свиреше на рецитал со клавирот, шо кларинет сега? Не иди во обзир, вика, што каков кларинет? Нема. Страни. Панде му вика, ти не знаеш дома што се дешава. Упорене нема да се занимава со музика. И најчија е, вика, во однос на таа работа, знам дека ништо нема да биде, вика, од ова, ама ајде донеси го, ќе го убедам јас. Слушам од таа страна, си ќе ме убедиш, нема грешка. И одиме. Добар ден. Бале пиле, шо ти текна тебе ова работа? Професоре, вака, ми дојде нешто, викам така. Не можам јас да опишам. Шо? Сакам да свирам. Абе, не може, вика, то пиле, не може така. Не е така едноставно, да. И ми ги носи учениците сите.
Исмаил Лумановски, Горан Бојчевски, Ристо Ѓоревски, сите се овие луѓе кои што на некој начин се сериозни играчи во ова работа и тогаш беа сериозни. И да ми отсвират по нешто, да свирам тука децата се и на нив чудно се знаеме со нив и се ме гледат, шо бе ти тука? Викам јас кларинет сакам да свирам. Шо бе кларинет ќе свириш не завркаве, сега касно диедеме. Не, викам јас, и сад ми свират, гледаш, викам, але тешко е ова, години треба да поминат. Не, викам професор, јас ако не се занимавам со ова работа, ќе си се запишам гимназија, ќе си одам со други работи, не, ни музика, да не се занимавам со ова работа ичмо. Излези ми, вика, малку. Да си направам муабет со татко ми да не слушам јас. И излегвам, јас само слушам на вратата, што се према, вика, тоа е многу упорен бе овој синот твој. Не бе, вика, не можам да се разберам, вика. Слушај, многу е без веза, ние сега на сила да одиме во ноосната работа. Почнавте нешто да свирите, не бе мурка како свирење никако. Сега остави го малку, почне да свирите, кажи му што треба, како треба во однос на дувањето, на сите тие работи. И ајлате за 2-3 недели. Полека ќе си викам ќе го убедиме, ќе биде разбран. Ќе биде тешко. Поминуваат 2-3 недели, ми покаже татко ми тоа што требаше да ми покажи и по цел ден со инструментите, полека, вака, така, се прашувам цело време тука, во 2 секунди 3 прашања. Имаше трпение татко ти дури? Не, има трпение за тие работи, интересен е, за разлика од мене и ден-денес е потрпелив. Јас ако сум без малку 20 години педагог, не сум трпелив, не. И после 2-3 недели одиме, ај да видам ти што се научи. Почнува нешто тука дуго. Ето тоновите ги знаам сите. Скали нешто почнав професоре добро. Излези надвор, вика сака. Да. На муабет со стариот. Му вика сега некако ме изненадува. Ова што го видов, му вика панде. Јас мислам да не направиме греф, вика сега ако бидеме упорни. Не знам ли татко ме како мислиш така, еве. Го гледам дека е многу влезено за. Да, влегвај ми. Слушам, сега треба да ми даеш мене ветување овде како пред Господ. Ова и ова треба да го правиш. Треба за 2,5 години, 3 да излезеш на надпревар, треба да ги стигнеш овие ми вика сите што свират деца да треба да излезеш на надпревар, кај што ќе бидеш ти заедно со нив да се такмичиш да бидеш барабар со нив и сите работи. Ево рака професоре, давам чест збор. Почнуваме. И почнавме. И вика и професорот Панде вика и мене ќе ми биде предизвик да работам со ваков лик кој што ете малку касни, така што мислам дека ќе си соработуваме, ќе биде сето тоа добро. И муабетот од татко ми беше еве ти го, терајте, правите. Ако нешто ви треба, барајте ме. Ако не, јас не ви се мешам во работа. Паметно. Најпаметно, значи крајно паметно. Од тој мај месец скоро, да речем, тоа беше 96-та година, цел месец работевме активно со професорот и јас веќе бев во добра мера спремен да излезам. Се спремаше за септември да почнеш музичко. Да. И сега муабетот беше дека не можам да стигнам, нема да можам да се запишам во специјален одсек кларинет и ќе биде малку потешко, ама добро, па од втора година ќе се префрлам, битно наставата ќе биде што може поактивна и сите тие работи. Влеговме на јуриш силно, многу храбро и од моја страна и од негова и како да кажам ги користам сите можни прилики да му се заблагодарам него затоа што ако не беше професорот Панде Татарчевски немаше ништо да се случува од ова што јас го поседувам како кларинетист. Влеговме многу срдечно еден спрема друг, фајтерски многу еден со друг да го реализираме проектот кој што се вика Благојче Трајковски. И имавме тензични моменти, знаеш, мозокот ти е развиен до една мера, ваму праксата ја немаш, не можеш да ги реализираш работите. Тоа е правилно учителување кога ќе има тензија. Има ситуации да плачам, не можеш да го реализираш нештото, тешко ти е, ама упорноста воопшто не ме напушти ни најмалку. Прекрасни 4 години во средното музичко училиште, поминати со професорот секојдневна дружба. Нема се часот е 45 минути се толку. Не. Цело време.
да му се качувам на глава, што се вели зборот, и да биде да ме трпи, да ме крепи максимално како што треба. Благодарен многу и на другарите што беа околу мене, мислам сите некако бевме сплотени, сето тоа многу исто ми помогна, знаеш, околу тебе имаш виртуози, свирачи, сериозни, сето тоа ти дава поттик, не те депримира, зигаш, јас овие не можам да ги стигнам. Значи имаш ситуација, не знам, Исмаил има час пред мене и се свират сериозна композиција од Карл Марија Вебер, некој од тие неговите легендарни концерти. Сега јас имам час после него, јас сум поголем од него, ми вика денес ќе го учиме тонот Б како се свири. Разбираш, на сам ти почеток, тоа е драстична разлика на почетокот, но ништо не ме депримираше, тоа беше супер све. И ти викам, таков лик си, таков карактер си. Абе, види, тогаш таа пубертетска и наетливост ми заврши многу работа. Да. Бев и уште тогаш бев многу созреан, бев зрел, воспитано дете бев од секој аспект. Потекнувам од едно семејство кај што имавме еден убав, спокоен, нормален, скромен живот, без никаква еуфоричност, некоја која што може да ти направи некоја турбуленција во тие младешки години. И таа скромност на семејството ми донесе да едноставно сум да газам на стабилна подлога. Тоа ми придонесе истото. Зрело да размислувам, да гледам на работите. Прекрасни 4 години во музичкото, кое што од една страна ми донесе многу. Изгубив доста пријатели во тоа време. Знаеш, вежбање секојдневно, другарите те викаат дај да одиме ова она да правиме. Не, јас морам да се посветам овде. Си дадов себе си ветување, дадов на други луѓе ветување, тоа е Но види, таа е жртва што секој успешен мора направи за да стане успешен. Секако нема бегање. Дали е лишење од некакви задоволства, дали е тоа излез со другари, дали што и да е, мора да се тргнеш. Сега ние и појкето овде во Битола и во Македонија те препознаваме, пошто те знаеме порано како Благојче од Фонтана. Ти си години, колку време? Паѓи години се набраја. Има влезено во сите дворови во Битола, може и појќе од пола дворови во Македонија со групата, со свирењето, со свадбите. И Фонтана колку години си? Ами види, веќе 25. Фонтана. Да. Сега, зато ми беше прашањето. 25 години си во Фонтана, си поминал Четврт век, си поминал толку свадби, настани, концерти, видеа, спотои, не знам што и да е. Кога ќе сумираш во едно вака, сега да треба да седниш некој ден и една бројка да вади. Не, кога ќе сумираш Фонтана, што до овој момент Фонтана ти значи тебе? Што ти даде Фонтана тебе и што уште мислиш да си 25 години во една група са реална правиме муавет нема работа. Интересно е сето тоа, од една страна е малку носталгично, значи врви време, ќе се навратиш назад и кажеш леле колку време испоминал, колку работи се реализирале, направиле. Бројката од 2000 свадби веќе ја имаме за минато. И сега ти 2000 свадби, тука ти се зетовци невести 4000, така? Да. 4000 дворој, нека не се 4003, нека се, така? Замисли си се тоа како бројка, замисли си како сати, како време поминато со луѓето по што викаш тргнувајќи од па со некој од нив и крштевки валјда. Значи секако во однос на сето тоа што значи веселби, радости што се случуваат во семејството, ти си дел од сето тоа. Додатна емоција на таа свадбарската работа е да речам што на многу родители на кои што сме усвиреле ние на младоженците, на родителите му свирел татко ми со групата. И се ти одиш дома, те пречекува пример свекорот, свекрвата, свекорот вика јас во ова истата куќа тука татко ти ми свиреше пред 30 години и излегува бабичката на зетот, многу често се дешава, стара изнемоштена жена многу години. Вика јас овде синко татко ти ми свиреше овде за синот ни овде игравме се, веселевме. Ја гледаш што бастунче сега од едва се движи, сето тоа тебе ти прави додатни емоции, не можеш ти видиш да видиш рамнодушен на целата таа работа. И мене уште од тие почетоци некако така ми се поставија работите дека ова свирењето по свадби не е само работа.
има нешто друго тука. Тоа сакам. И затоа сакам да ти кажам дека не многумина го размислуваат тоа како што јас го размислувам. Едноставно го сваќаат свадбата за како работа. Јас ти си зетот, се договараме, се договараме сето тоа и се го тераш тоа механички завршена работа. Не може така. Тука има емоција, ти види ако јас и ти на свадбата твоја се расплачиме 2 пати денес, тоа не е работа. Така тука има нешто плюс во однос на целата Тоа ти значи плюс, има дадена вредност. Види, сега ти си дел од најубавиот момент во животот на луѓето, на семејството. Тука си, заедно си со нив, во куќата кај што израснале, кај што го оформиле својот живот. Не можеш да бидеш ладен, како можеш да бидеш ладен во однос на таа работа? И многу пати ќе речат, абе види, вика, с тебе не можам да те разберам, него ќе ми рече, си дошол, вика, еве сега си запишал докторски студии, ќе бидеш доктор, вика, и сега ти трчаш за да појдеш да свириш дома кај зетот или некако не можеш тоа да го редуцираш. Ти мене ми се јавуваш и ми викаш кога ти ќе бидеш слободен, јас тогаш ќе правам свадба и се јас да ти се направам тебе некаков си уметник голем, ти речам, слушај се за кај тебе дома, јас ќе ти го пуштам Петко Трајко. Ќе посвири малку деме, пошто јас знаеш, професор сум на висока нога, не ги терам тие работи. Такви работи кај мене нема. Значи, или ќе се занимавам во целост со оваа работа, или нема да се занимавам ничим. Балканот е таков, знаеш, ние сакаме малку да се покажеме на некоја повисока нога, демек, овај свадбарскиот дел е нешто кое што е безвредно, уметнички или не знам како, и на некој начин е понижување за уметникот, па сега ти треба да бидеш концертен свирач и да полниш хали, сали и не знам што, и да правиш некаков тип на уметност. Не, јас сум протагонист во таа работа долго и затоа можам да зборам на таа тема многу, дека не е тоа така. И од музичарски аспект, и од овој другиот емотивниот дел. Нема, татко ми, например, на која свадба и да бидиме да свирите вие, одма. На Стојан детето е. Егејчето те вика, егејчето е тоа. Ај да одиме, што бараме да одиме, викам, ако му лепиш пари, оди, иначе да му кажам дека на кубо свири, викам, знаете. Тие работи се на некој начин и срштана сето ова што го правиме муавет сега. Мене ми е супер и дека многу ретко се движам низ Битола, мене ми е супер да ќе прошетам низ широк сокак, ќе ве видам вака еден куп луѓе со сите вас кои што сте дел од градот, имам спомен некаков. Значи си го чуваш и дијалектот, го имаш уште 25 години живот со Скопје. еден, со друг, со трет, едно, и одење мене ми е барем 4 сати. Свадбата гледам и се гушкаме, се свириме, викаме. Така. Тие се спомени кои што му ги посакувам на секој да ги има. Тие моменти на среќа се навистина многу важни. И ти викам, во сите тие 25 години реализирани многу работи. Покрај свадбите, многу снимања, многу концертни дешавања. Зборам сега како фонтана, како структура, многу емисии телевизиски. Ние кога почнувавме да функционираме и да влеземе посериозно во целава приказна, тогаш малку поинаку се размислуваше. Сега се размислува строго само на свадбата и да може да се створи еден пат за екзистенција и тоа е тоа. Тогаш нас екзистенцијата, парите не интересира. Нас не интересираше ние што е можно подобро да се представиме и да документираме музика, да снимаме, да работиме во студио. Поинаку се движеа работите, не ни беше свадбата, не ни беше некој предизвик. Таа сама си доаѓаше во работата. Од сите тие свадби, еден куп, наброја, снимања, настапи, емисии, што она што, не знам, стварно ти оставило впечаток, што си го делиш малце како стварно посебен настап, може да е проект, може да е CD, албум, не знам. Ги има многу. И јас пак интересното е кај мене што Сам тешко е да прашаш уметник, ама така, прашањето е сосема нормално. Јас кај мене е интересно тоа што покрај тоа што со Фонтана сме работели досега многу, со многу музичари, со многу професионалци, со многу други бендови сум настапувал, сум снимал на разноразни начини, студиска работа многу, со малтене со сите пејачи кои што се во
во нашиот етер, па и Мислам надвор од дека се Македонија. редовни со Љубојна, со Смајче, да. Со Љубојна ние ја тргнавме со работката 2003 година негде. Години се тие Да. испоминати многу. Имам еден куп спомени реализирани свирења не само во Македонија, надвор. Првото сефте со Љубојна го направивме во Јагодина на еден фестивал интересен. Многу тогаш стартувавме, тоа беше 2003 година, стартувавме со заработката. Полни универзални сали, полна Борис Трајковски, патувања низ бивша Југославија од типот на Белград, Загреб, сме свиреле во Франција, во Германија, сме имале еден куп За настави. тие работи сакав да разговараме после, што во добро. интерес на времето имаме пауза преге од режија мафтат се пропелкат. Ама на режија требаше да му кажеме дека Да, џабе му е мавкањето. Може и да не направиме пауза Да. ако сакате, не знам. Мене ми е сосема seедно, мене ми е многу пријатно и Пријатно разговорот ни и може да Ајде трае една 2 дена, кратка немаме пауза проблем. да направиме. Продолжуваме во вториот дел со се ова што го најави Благојче за соработката со Љубојна, со Џамбо Агушеви, со Игор Џамбазов, нема со кој немаш. И со Игор ќе ти кажам, и со Да. тоа имаше доста. Одиме во кратка Интересен. пауза и продолжуваме. Минута за нашите поддржувачи. Мебелви од Виница беа први кои што се одзваја на нашето барање за соработка и ни овозможија да ги имаме овие две преубави префенси фотели во нашето студио, а исто така и нашето двосетче е купено од Мебелви, лани кога почнувавме емисијата. Така да сакам да испратам едно големо благодарам од екипата на Брчиме со Дуле, затоа што не поддржуваат само нас како индивидуи, туку поддржуваат и она што го промовираме во нашите емисии, а тоа е човечки вредности и една прогресивна мисла која што денес на сите ни е многу потребна. Исто така и нашите генерални спонзори, Симпекс од Битола, кај што можете да најдете буквално се од штрафцигер до багер, така и нивниот слоган. Преку нивниот програм за рачен, електричен, батериски алат, земјоделски програм, масла и мазива програм, гарден програм, форест програм, градежен програм, каков и да замислите програм го има во Симпекс. Така да големо благодарам и до нив. Втор дел, одиме. Прво прашање од мене тие. Кога ќе те видам со кларинетот, јас најчесто на свадбите гледам. Добро. Не гледам човек што само свири на кларинет, колку да помини сето тоа. Зборнавме малце и на почеток, ама сега друго ме интересира. Јас гледам човек што диши преку кларинетот и што живеи со кларинетот, барем јас таков печаток имам за тебе и ме интересира кога свати дека кларинетот веќе ти е душа тебе, затоа што ти почна, сакаш и имаш и желба да го научиш, ама кога веќе свати дека ова е тоа, стварно си исполнав, ми стана составен дел од мене. Имаше некој преломен момент? Па, не знам, мислам дека немаше, сето тоа некако природно си е наместено. Знаеш, од почеток со се во животот така, ти влегваш Со елам, со страствено влегваш во целото тоа, како проект да го наречам, ама после така природно си се местат работите да ти колку поќе време врвиш со нештото, колку повеќе задоволства ти донесува, се поврзуваш. Така си ги гледаш успесите. Нема бегање. Тоа интересно е, не само со музиката, со сите уметности е така. Имаш тука една друга емотивна поврзаност, за разлика од другите професии. И затоа музиката можам да кажам дека е навистина можда најубавата професија, што може да ти донеси многу задоволство во животот. Мило ми е што печатокот кој што го оставаме таков, затоа што така се чувствувам, така живеам, така истото мислење го има. така функционирам на некој начин. Гледам генерално се од работите што ги правам во животот да не се така на сила. Природата како што мене ме има поставено така да се Оти посебно на свадби се гледа кога жарок ќе го нема, кога ќе се изгуби. Кога Сега, станува се само Што рековме работа. да. се разбираме, така што драго ми е што А така. инспирација и мотивација обично добиваме од некоја личност, од музика, од некој настан.
Која беше твоја мотивација и инспирација? Значи имаш некој музичар, историја, нешто на музика, на... Што ја сакаш и ја негуваш традиционалната македонска музика. Види, и тоа е столбот е пак ствар на природа и генот нормално, јас си го влечам музичарски. Народната музика ми била од секогаш преку свирењето на татко ми нонстоп сум ја слушал и ми била низ глава ми поминувала секогаш. Интересно е тоа што кога правиме муавет за народната музика, генетски многу од начинот на свирење кој што го има татко ми се префрли мене. Многу ситуации непрепознатливо е како ќе слушаш кој свири, дали тој или јас, за одредени работи. Меѓутоа кога ќе навлезиш после малку посериозно во целата таа работа, ќе видиш дека народна традиционална музика е една наука која што крај нема. И тука цело време треба да истражуваш, проучуваш, споредуваш со други музики, сето тоа да видиш, да се навратиш историјатот, да го видиш како е, што е. И сето тоа мене ми беше предизвик и ден денес ми е предизвик, затоа што како што кажав, тоа крај нема. И веќе како навлегуваш се повеќе си заинтересиран, така. Се истражуваш и сето тоа го апсорбираш во себе, тоа е инспирација една сериозна. Веќе кога ќе влезеш во тоа море, пливаш и крај нема. Точно. А едно блиц прашање ме интересира, сте настапувале заедно со татко ти? Како не? Сме имале ситуации, така не многу. Так. Не многу. Сме имале еден заеднички настап со Љубој на Хераклеја заедно со него. Да, па да. Тоа беше 2012 беше. Да, тоа беше за промоција на албумот Brass Fantasy на Љубојна, заедно свире. Бев на тој фестивал, на концерт, затоа и прашувам. Така, да. Дали тоа е често или тогаш беше една од ретките можности да ги видиме? Тогаш беше за прв пат излеговме ние заедно на сцена да свириме. После тоа сме имале некои ситуации, меѓутоа не дека нешто кој знае колку. И тоа е исто еден интересен момент. Јас додека бев средна школа, тука немавме. А осеќаш трема да свириш покрај него? Не. Јас со него си имам еден интересен однос. Во животот досега јас тато него му немам. Речено на име го викам секогаш. Да. Знам за себе од секогаш и ден денес е тоа така, имаме супер релација. Мислам со родителите мои си ја имам релацијата многу окей. Од најмала возраст, како да кажам, имале доверба во мене многу и никогаш не сум дозволил да ја злоупотребам таа доверба. Некако тоа сум го чувствувал како одговорност. Со мајка ми истата работа, немам никаква, да речам, некоја стравопочит на некој начин. Сега се знае родител што е детето, што е сите тие работи, да, знаеме. Меѓутоа си имаме супер релација од кога знам за себе до ден денес, слободна, без онај страв кој што знае некогаш детето да го има спрема родителот, така што и така некако и сестра ми влезе во таа шема на тоа функционирање во семејство. Марина. Да, Марина, ја немам и неа видено, не знам дали тоа не е прибрана, не е прибрана, да, во моментов е во... Значи, двајцата не можете прибрани дома. Не сме. Во однос на таа работа ќе ни требаат уште неколку емисии ако навлезам во тој приватен дел од животот, кај што треба да зборувам колку ретко се гледаме, колку сето тоа на моменти ни недостасува, колку ние не можеме да се собериме како семејство, меѓутоа ете така животот ги креира. Споразме, сега Кумбата спомна за настап со Љубојна, ти имаш настапувано со најголемите имиња на македонската сцена од било која музика, значи тоа се Љубојна, Џамбо Агушеви, Етносфера, Игор Џамбазов, Каролинчето, Каролина Гочева, значи си настапувала и со многу други што јас не знам, може. Ме интересира како е
чувството да имаш соработка, односно да си дел од тие заеднички проекти што ги имате многу вие, што знам дека имате многу заеднички проекти. Како е чувството да си дел од таа една, јас ќе ја речам, елита македонската Така, музика, затоа што и ти си дел од таа елита. Како е да се соработува со сите тие одлични уметници кај нас? Ете и тоа е еден дел од тој благодат што го зборам јас со професијата. Фала му на Господ што ете така ми се трасираше патот да можам да ги остварам сите тие соработки со многу од луѓето кои што ги спомна. Оставивме документи кои што ќе останат за секогаш. Со Љубојна не знам колку албуми реализиравме досега, меѓутоа имаме документирана музика многу заедничка. Да не зборувам за концертните дешавања и сето тоа што ни се случуваше низ изминатите години. Преокретот на Каролина Гочева кој што го направи во нејзината кариера со проектот Македонско девојче, тоа не спои на некој начин. Интересно е тоа што и со Каролина и со Оли од Љубојна, да речам, ако блиску живеевме тука, не ни се вкрстија патиштата се додека професионално не ни се вкрстија. Во животот некако здраво на улица бевме и толку беше работата, меѓутоа ете животот ни ги намести така, благодарение на професијата ни ги намести коцките да се споите и да така се здружиме малку посериозно во однос на професионалните активности. Како што кажав, со Каролина во проектите Македонско девојче ја стартувавме дружбата со снимање, документирање на музика, концерти, дружби, многу. Има и доста видео материјал на телевизија, јас на тоа претежно дат многу пати концерти. Да, Каролина, да, ги има ти присутен. Да, ги има на сите се документирани на сите телевизии, меѓутоа Македонска радио телевизија најмногу ги има во незината архива сите тие концерти и концертите со Фонтана што ги правиме ги имаме сите снимено со Македонска телевизија. Документирани се сите тие, изборам како аудио снимки, како албуми. Пропратно со сите овие пејачи од фолк сцената, да речам, сум снимал многу, дали било тоа од фестивалите, овие Валандово, Цветници и сите тие работи. Оние новогодишни емисии, празнични емисии кои што оделе, многу од тие емисии реализиравме со Фонтана како придружен оркестар. Исто документирана музика имаме преку 300 сати во Македонска телевизија, зборувам видео материјал од тие таквите празнични емисии. Од ова другата фела. Со Игор Џамбазов што соработка имате? Ами со Игор Џамбазов супер соработки имаме со него. Сега ми текнува на една таква малце и анегдота поврзана со него. Имаше еден хит пред неколку години, песна, не знам конкретно насловот, кој беше племето, семето, нешто се спомнуваше во неа, нешто таква една интересна нумера беше, баш во бурните општествени наши случувања. И ми се јавува Игор, ми вика, сакам да ми свириш на нумера една имам нова. И сега знам музиката, поврзана е доста со блуз, со джез, такви работи. Јас не ме бива мене за тоа. Мислам, далеко сум јас од таа приказна. И Игор му викам, јас знаеш дека со задоволство би работел, никаков проблем, а меѓутоа јас можам да ти завршам се на полето на народната музика или класика нешто, ако имаш за свирење, ќе ти отсвирам, инаку друго. Класика е, вика. Класика, добро, кога треба да снимаме, се договараме, добро, одам и се ми ја пушта номерата во студио. Блуз, што да ти кажам. Игор му викам, нели класика ми рече. Класика Џамбазов, вика. Тоа вика. А му викам, види, јас ќе ти најдам човек, треба ова да биде добар производ, му викам, сега ти не си кој било се да се јас тука да правам циркузи. А јас му викам, сум многу реален, за разлика од многу други музичари кај нас, кои што сакаат се да свират. Разбираш, и сега
свака му час на овој, од се помалку свири, разбираш, не е помалку, или ќе свириш нешто онака како што треба, да не правиме глупости во однос на таа работа и сум многу реален. Игор, јас ќе ти најдам човек, јас ќе ти го платам човекот и само да личи песната како што треба. Не, јас сакам ти да свириш и точка. Влегувай во студио и прави што ќе правиш. Во цел ден сум изгубил тука, меѓутоа стигнавме до ситуација добро да заличи тоа како производ и тоа ми е едно такво интересно случување со Игор, кај што по негово инсистирање јас морав да свирам некои работи кои што не произлегуваат од мене, не се, Така. не ми се. Ама си го сработи професионално. Со љубов голема, почита што имам јас према него како личност, ете, ќе роди многу. Си одбил некој проект, одбиваш често? Одбивам само кога мора. Инаку Мислам, тоа се дешава ради немање време или ради не вклопување во проектот? Ако морам, и за тоа сум многу реален во однос на сите тие такви работи, кај што јас, ако ми се јави одредена личност и побара од мене, кај што јас можам само половично да му завршам работа, јас тоа ќе го кажам. Значи, јас за ова работа не ти сум компетентен, ќе го побараш тој, ќе ти заврши многу подобра работа и ќе имаш подобар производ. Барем со тоа сум расчистил во животот дека не по секоја цена јас треба да го работам нештото и тоа ми помага да сум постимулиран во професијата. Според некои бројки, статистика, не сме многу музичарите, не се по бројки, ама кој го сметаш за најуспешен настан? На проект, не мора да е настан. Не можам да го кажам како еден, меѓутоа ти кажам одма од аспект на работи кои што влијаеле доста и на тој општествен дел. Сега живееме во едно, како да кажам, едно време никакво кај што духот ни е многу уништен и ретко што може да го поттикне духот, меѓутоа, како да кажам, трансформацијата што се направи во музиката со Каролина, например, тоа беше еден производ кој што на ниво на целиот Балкан се забележа многу убаво. Со Љубојна успеавме да направиме трансформација во одредени делови во однос на она што значи осовременување на таа традиционална музика. Во голема мера се успеа сето тоа. Од оваа другава страна, например, со Фонтана ние ретко кој може тоа да го признае, меѓутоа ние донесовме една во овој современ дел донесовме една стабилност на македонскиот начин на интерпретирање. Во вистинска смисла, кога правиме муавет за македонска музика не е само она музика која што се пее за Македонија и толку. Ти можеш да пееш во текстот колку е љубиш Македонија, колку Македонија да ти биде секој трет збор, а песната да биде помелос босанска, да речем, така. Ние тука веќе каша попара е кај нас направена работата и тука имаме гафови разноразни. Например, ние со Фонтана тоа го држиме безпрекорно. Го имаме тој македонски израз до максимум. Го имам во себе целосно, затоа што ја познавам македонската музика и тоа е на некој начин тие се значајни работи за нашево општество. Ретко кој ќе ти го признае тоа, ретко кој ќе застане, ќе ти го потенцира, затоа што кај нас љубиме ние се да ставиме во ист кош и да немаме тука прва, втора, трета, петта лига. Едноставно се е во ист кош, се е тука. Да, имаме доста песни од Отоманско кралство. Значи се разбираме целосно. Сме сменале текст македонски, са ова е македонска. Се разбираме целосно во однос на тие таквите работи, затоа ние тука малку од една страна сакаме да им покажеме, поготово на соседите, дека го имаме тоа како големо богатство, од друга страна не сме многу моćни за да го зачуваме затоа што не сме едуцирани по тоа прашање и затоа малку лутаме по однос на таа работа. Сакаше ти да го прашаш за моменталната фиксна работа. Да, за фиксната работа. Фиксна работа. Таму нема сакам неќам. Добро, да. Се направи веќе 17 години цели како што сум дел од Државно музичко балетски училишен центар Илија Николовски Луј во Скопје. Треба ти како кажеш како да имаш 150 години колку работи си направил и правиш. Видиш, према работата се чувствувам како да имам бајди години, да.
Ќе земиш. ќе гледам од аспект на Премногу- професијата и на она Премногу моменти си има во сработен. меморијата се, да. Се види 17 памтам, да, Памтам. добре, окей, тоа со памтењето го ме држи, фала на Богу. 17 години, одлични, убави години, без притисок никаков, со супер колеги, со позитивни ученици, кога како, сега тоа е променливо, Точно. денес децата се малку со брз начин на живот и тие па имаме тука турбулентни моменти, но досега не можам да се пожалам од ни еден аспект по кој е поврзан, кога ја поврзувам работата со музичкото училиште во Скопје. Ама и ти Задоволство. веројатно чим си 17. Да. Јас Исполнува. многу пати сум го кажал тоа, имав прилика да работам во Македонска филхармонија, имав прилика да работам во Македонска опера и балет, меѓутоа ја одбрав ова педагошката работа некако за да можам да придонесам малку и на други полиња, да Значи, можам ради некако флексибилност, да ги распоредам нештата затоа што едноставно сакам да придонесам во општеството оноко колку што се може да на некој кој што иди после мене барем колку толку да му го олеснам патот со некоја информација плюс, со некое искуство плюс. Па И може со твоето искуство да сакаш, но во однос на таа работа, да, јас многу пати со учениците кои ќе се расправаме вака по драстично, кои ќе сакам да им ги доловам работите, секогаш му кажувам дека се ова што го зборувам од лично искуство, не од некакви теоретски делови кои што јас ги учам, ги читам работите, па сега јас ти го пренесувам. Не сум го доживел, сум го поминало низ мојот организам и ти го кажувам, тоа е со треба да се сигурност така. свесни. И на полето на народната музика, и истото зборувам во оваа педагошка работа, затоа што нормално во музичкото училиште сериозната музика ни е главната преокупација. И тоа е сосема еден различен дел, кај што ние треба да ги разграничиме работите, како тоа функционира. И интересно е, музиката е професија која што крај нема во однос на тие работи. Па сега еве си знакажавме концерти, настапи, свадби, проекти, моекти, сите тие работи, вака секој ќе земи човек печаток друг ќе добија, тоа ти дома не си прибран. Ти си фамилиарен човек. Види, фамилиарен човек, среќно, оженет, во брак, татко на едно дете. Тоа сакам да те прашам Кој како има балансираш година и човече со 9 месеци. Интересно е, треба да ме следите малку да го видиш моето секојдневие, мојот начин на живот. Полека уште малку ќе направам 1.000.000 километри со колата, каде што 90% ми се извозени низ Македонија, да речем. И сега имаш ти луѓе кои што поминале многу километри, ама тоа Да, е професија, да. разбираш. Рече, ама нови се фали со толку. Не ми е тоа професија, мене возењето, ама ги знам сите дупки по патиштата, се знам во државата како функционира кога се работи за Македонија пат. Муабетот ми беше во однос на семејството, еве, последниве 2 години, зборувам кога ми се роди синчето, имаме едни други ветрови дома, убави, позитивни во однос на сето тоа. Со сопругата сме максимално организирани кога се работи за Тајм менеджмент. приватниот живот. Да, јас сум многу благодарен за тоа, затоа што тоа многу ми придонесува да можам да функционирам во професијата. Она време кое што можам да го поминам дома, го поминувам максимално онака како што треба. Сите тие родителски обврски ги обавувам максимално како што треба. Се што е поврзано со дете малечко можам да направам, можам да дадам и некој совет поврзано со тоа. Ако сакам да си направиме емисија, че за да си Нема никако, нема да види, сакам јас. јас не се срамам во однос на тие работи, не како не малце грубо беше тоа срамам. Има татковци кои што на некој начин се малку не заради некој си его или не знам што, едноставно мислат дека
дека мајката е таа која што треба повеќе да биде, но заради некоја си предпазливост или заради не знам што, меѓутоа јас па поинаку јас немам никаков проблем и да го преслечам и пелена, да му променам и да го нахранам и денес да си го поминиме пола ден, да не го носам во градинка, затоа што јас денес сум слободен, многу ми е без веза јас да имам слободно време, а детето да биде во градинка. Таква работа кај мене нема. Не, ќе си бидеме заедно додека е мајка му на работа, ќе си го поминеме времето заедно како што треба. Ќе прашаш некој другари, шо прешеве го чувам малио или чувам малото? Да. Не ја чуваш. Твоја е таа, не си ти била сите таму. Да. Демек мајката ја Така да, гледа, таткото е знаеш, чува. тие работи ги имаме некако така поставено, то без некој терет. Така природно ни се поставени, функционираме добро. Нонстоп морам да возам по ноќните часови најчесто. Таков сум човек кој што ретко спие, меѓутоа сум многу предпазлив. Не сум онаков тип кој што ризикува, па се по секоја цена, чекај се, јас тргнувам, заминувам на пат, морам тоа да го направам. Не, знам да се организирам. Возењето ме опушта многу. Нупките ги знаеш? Возењето ми е единствениот момент кога јас можам да бидам сам со себе и да можам да си ги средам мислите и да бидам максимално позитивен кога ќе влезам дома. Принципот на живење ни е таков да се што имаме како работни обврски, оние би ги нарекол нервози, да си останат на работа. Дома е сосема друга атмосфера и затоа сум среќен што така се поставени работите. Единствената работа што јас посакувам е само да сме здрави и живи. Другото се е окей, се е сосема наместено, се е супер, поширокото семејство функционира безпрекорно. Жал ми е што не можеме да се гледаме многу често, пред се благодарение само на мојата професија, затоа што не само тука, имам многу проекти кои што ги работам и надвор од Македонија, Србија, Бугарија многу често, и сето тоа ти дава додатни обврски, додатно губење на времето и додатни моменти за реорганизација на животот. Ама досега, фала му на Господ, ниеден момент не ми дошло во ситуација да речем дека ми е дојдено преку глава и дека сум изморен и дека ми е мачно и ова не можам да го поднесам. Такво нешто не ми се случило досега и фала Богу се надевам дека нема да ми се случи. Сакам спонтано и природно да се движат работи. Ами агилен си, трчаше сега видиш што ти мислиш што ти касниш, како се затрча. Види, во однос, ако ме прашаш за начинот на живот, многу пати А го имаш и фатеноскопското темпо, таму е брз животот. животот. Што да ти кажам, едно темпо од кола в кревет, од кревет в кола, толку е. И семафор измеѓу. Толку е, ова. Ама начинот на живот кога е во прашање храната, спиење и такви работи, многу пати ќе заправиме муавет со некој, пороци да имам, немам. Алкохол не пијам, цигари не пушам, кафе не пијам. И ќе Кафето порок не е. Не, добро се, јас го ставам како за мене тој не пијам. И ти речи, леле, алал да ти вика, ти здрав живот живееш, се она што значи нездрава храна, се она што е джанки фуд, јас сум цар за таа работа. Кока-колата ми е главната пијачка, таа ме држи да бидам буден, енергичен и сето тоа, иако веќе сум влезен во малце посериозни години, сериозни се, не знам како ќе бидам сватен за тоа, меѓутоа уште начинот на живот ми е таков, младалачки, студентски на моменти и убаво ми е да се чувствувам така, некако полесно ги совладувам предизвиците. Имаме уште две прашања и може да одјавиме емисијата. Може. Првото ми е така малку подлабоко. Што е она што те прави среќен? Кога ги речеме музиката нормално, музиката е голем. Тука имаше компонирање, изведување и сето тоа, ама што она стварно што те прави среќен да се единствена работа која што може да те да прави среќен се, мислам дека луѓето околу тебе. Тоа е можеби единственото нешто кое што мене ми ја прави среќата. По тоа прашање имам доста за зборување, некако последните години, последниот период Имам уште 5 минути, прадиш колку ќе зборам. Ајде ќе пуштам
петта брзина ќе остава муабетот, одма ќе кажам. Не, некако сакам да кажам дека времињата малку се изменија и по тоа прашање чувствуваме на носталгичност, една тага помалку, затоа што благодарение на динамиката на животот, на професионалните обврски, можеби и на нешто друго, не знам што е тоа, некако не останува време за луѓето, не останува време за дружење, можеби не сум во право, меѓутоа јас тој впечаток го имам. Не се стигнува некако и тука ми прави малку белја сето тоа во За друштвен човек, за екстроверт, да, тоа е малце тажно. Дури тажно. самиот некогаш се изненадувам од самиот себе си, порано потребата за луѓе ми беше некако многу поголема отколку сега. Не знам на што се должи сето тоа. Можеби, меѓутоа јас морам да го кажам дека така е, така го чувствувам. Можеби викам не сум во право, можеби другите не се чувствуваат така, ама ете јас така го чувствувам во последно време, некако сета она сплотеност со луѓето кое што сме ја имале, некако се помалку и помалку ја имаме и тоа ми недостига на некој начин. Ја чувствувам дека и понатаму уште повеќе ќе недостига. Некако тој индивидуализам кај нас, тој еден начин на размислување и на можеби начин на живење целосно, тоа придонесува, некако ни се затвара кругот на приоритети и да кажам, тоа ме прави среќен, но сега во моментов не се чувствувам многу среќно кога е тоа во прашање. Знаеш, луѓето сите си имаме со по некоја мака што се вели зборот. И гледаш луѓето, имаш ти разноразни приказни околу себе, нонстоп слушаме за разноразни трагични моменти, неубави работи. Ова што социјалните мрежи ни го пружаат е исто така еден додатен притисок каде што ти било каде да отвориш се, стално гледаш нешто негативно, да, и тоа придонесува да малку целата таа среќа биде малку во една скриена форма. Многу бевме сериозни, цела емисија да свртиме малку да се расположиме. Нема камермани, сликари, а нема богами музичка група, што немате еден куп гафови, смешки, дали било од свадба, од настапа. Тоа дури се заборава, премногу се. Ама доколку би можел да се сетиш, некој настан кај што не си можел ни да продолжиш да дуваш од смеја, да мораш да се тргнеш настрана да се изнасмеш или нешто што стварно те... Види, свадбите како свадби носат такви моменти многу. Од една крајност до друга крајност. Гости пијане едно друго, значи, да, поготово интересни се тие моменти кога имаш, не знам, младоженец кој што не пиел алкохол никогаш, меѓутоа ете сега во интерес на приликата, едноставно ќе си се расположи човекот и секогаш јас пред свадбата им кажувам да не се гладни. Зет и невеста не смеат да се гладни на свадба никако, затоа што ќе мани 2 чаши виски и не знај кај тера. Арно, ама некогаш тоа нема да го свати. Возбудата, еуфоријата си го прави своето и човек кој што нема искуство со консумирањето алкохол, доволно е мала количина да се напие и после да замени целото тоа во еден така друг правец и се ти имаш имаш ти ситуација кај што сето тоди кај невестата, ама што викаме ние по битолски тимонот му искривен малку и тука имаш ситуации кај што има разноразни такви дешавања во однос на конкретно нешто да кажам како ситуација, не би се сетил сега на некоја си конкретна случка. Случки имам милион со концертите исто така. Каде што спомнав кај што не си можел да свириш, единственото нешто кај што јас најмногу сум застанал со свирење, тоа ми беше во средно школо. Имавме ни еден одличен квартет кларинети. Исмаел Домановски свиреше, Горан Бојчевски свиреше, уште еден свиреше со нас, не можам да се сетам, мислам дека Стефан Тасевски беше. И освојувавме државни награди највисоки, бевме многу спремни и настапувавме многу често. Не викаа по разноразни манифестации, ден на ова, ден на друго, празник некаков, промоции на разноразни книги и чуда.
И свиревме на една манифестација, не знам точно што беше манифестацијата, но во публиката, во големата сала на Центарот за култура, публиката беше повозрасна. Зборувам за луѓе кои што беа над 70 години. Може би некој ден на борци некој беше, не знам што, и од музичкото училиште директорот ни кажа ќе треба да одите да свирите со квартетот, сето тоа да се спроведи. Горе-долу 95% од публиката беа луѓе со очила. И сега ме следиш? Следам таму. Да, добро. Да, таму да следам. Добро, интересен момент. Излегуваме на сцена, аплаудира публиката, рефлекторите се свртени кон нив, ги гледаме луѓе во се затемнува светлото што е кон нив, останува нашето светло, меѓутоа се гледаш во публиката и има оција од рефлекторите, луѓе во не можеш да ги видиш, оцејот го гледаш и се чувствуваш како да си на планетариум. Звездено небо? Да. Така. И сега ние тука местиме тука нотите, се погледнува еден, се погледнува друг. Еј како на планетариум, еј како во планетариум, еј како ова вака, и почнуваме да се смееме нешто тука. Треба почнеме да свириме, почнуваме да свириме. Не можеш да се воздржиш, веќе кој ќе те фати таа хистерична смеја, не можеш ништо да правиш. Прекинуваш, свириш глупости, тотален хаос се случува на сцена, ништо не можеме да отсвириме. Не можеш да се собереш, се вртиш со грбот по публиката, не те гледат, солзите течат од смеење. Ништо не отсвиривме. Имавме проблем, другиот ден веќе бевме на рапорт кај директорот, ова вика беше најголемиот срам кој што јас вика го доживеав гледајќи ве, вика, ова беше катастрофа. Од друга страна вика, не знам, може би јас да бев на тоа место, така ќе се однесува. Затоа ми беше прашањето ти, дувавте, да е друг музичар може да се смее да свири. Значи те фаќа хистерична смеја, ти не можеш ништо да направиш. Тоа ми беше може би единствениот најголем проблем да влезам во нормала со свирење. Сум имал и други ситуации, многу. Сум имал ситуација, пола кларинет ми падна на последниот концерт. Кога ни беше со фонтана на фестивалот на музика од светот. Се расклоп. Од играњето, од тресењето, пола инструмент падна долу тука. Ќе бидеш сериозен, се сгазиш од смење, од друга страна си викаш сега уште ако има некаков дефект на инструментот, ќе видиме што ќе се дешава, ама имам јас резервни тука инструменти во близина, се спремно е за во случај да не се деси нешто. Така што ги има гафови многу, има многу кои што и за не се иза пред камери за такви работи. Така што па ништо ќе седнеме некој ден ќе ни раскажеш, знаеш кога ќе кажеме гафоите? Ќе се пензионираш. Со задоволство и тоа снимаме. Нема проблема, да трае здрави живи. Колку време направивме се? Сат време помина? Зура веќе од прегени велат дека треба да отвараме. Помина како 2 минути. 2 минути ти реков јас. Да. Да, денес сме датум 23, кога треба ова да оди? Ќе видиме, ќе ти кажам. Ќе ми ти известам јас. Така? Да. Да го видам на споредно. Добро. Ќе бидеш известен, ќе бидеш испромовирани сите тие. Никаков проблем не е, чисто сакав само да кажам, реков ако оди во наредни денови, дека во моментов се подготвуваме еден многу бав концерт. Треба да се случи на 27 сега во четврток. Никаков проблем, значи ќе оди како поминат концертот, меѓутоа сакам да кажам дека во моментов паметот ми е таму свртен и некако овој разговор ми беше супер инспиративен, да, позитивен, за да ми даде енергија за да го истераме денот денешен, пошто имаме сериозни проби со концертот, така што фала ви многу, ми беше многу драго. Се надевам на уште многу муабети прилики за споделување на убави нешта. Не значи дека еднаш ако дојде нема повеќе да дојдеш. Види со врски како ќе ми кажеш како работи Без врски, за тебе врски не треба. Мило ми е, мене стварно ми е задоволство, секогаш само времето ми е пречката во однос на тие работи за да се дружиме. Ви посакувам пред се да сте здрави и живи. Се што ви сака душичката да ви се исполни. Успеси многу со овој проект што го имате. И да ви донесе идеи за уште повеќе нови, немој да застанувате затоа што ние сме една генерација сега која
која што има многу причини да се повлече за многу работи, Точно. затоа што знаеш времето вакво, такво, онако Па се и викаш, паѓаме по доста е. такви искушенија често. Точно да. така, меѓутоа сме генерација која што уште многу има што да кажи и сме генерација која што ги има вистинските вредности за разлика од други генерации Точно, кои што идат точно. после нас. Затоа да си бидите упорни во сето тоа што го правите и Низ целиот овај муабет што го направивме, од наброја премногу проекти, премногу дешавки, настани, сетото, еден, нема да го споменам, ќе речем еден уметник, викаше, ако пред очи ти врват сите моменти што ги имаш доживеано, пред да умриш, вика, јас ќе умирам 2,5 години. Ако се треба да ми победи, да. точно, јас затоа зборам. точно. Во професијата се осеќам како да имам преку 80 години, а ова што го споменавме сега е само еден дел. Точно. Има точно, многу точно. приказни други, поготово последните 10 години кај што навистина се случиле доста работи и се случуваат и ден денес, ќе имаме други прилики, ќе ги зборуваме, така што Ние ти само здрави посакуваме живи. тебе и заедно со групата, со Фонтана, Да. тој концерт што го најавив. да, со Фонтана и со Еден Гамзе успешен Матраџи од концерт, Турција. Јас не сумням дека ќе ви биде успешен концерт, затоа што вие сте многу добро познати во тоа што го работите. И да ти се Благодарам. заблагодариме што дојде на толку fast notice, на брзина. Се надевам, како што кажа, ќе имаме и други гостувања, ќе правиме уште многу муавети, ние нема да застаниме, се надевам. Секако, секако. И се гледаме во некоја наредна прилика, сега има и убав викенд, лесни проби, што веќе тешки ќе видат, па на гледачите сакам да му посакам да одат и тие со една ваква мисла, да одат со мисла дека имаме македонска музика, имаме што да понудиме. Се тоа на Благојче што го изнакажа во цела емисија, може документирано да го најдат и на интернет и на телевизите се дава. Ве оставам со здравје. Со кумбата ве поздравуваме до следната емисија. Емисија. Кога, Уживајте. како, шо, кој ќе видиме. Точно. Чао, чао.